Општина Кочани ги почнува активностите за конзервација, реставрација и санација на архитектурата и за партерно уредување на споменикот на слободата, за што објави јавна набавка за избор на изведувач на градежните работи. Санацијата на најголемиот мозаичен монумент на Балканот, лоциран на ридот Локубија во Кочани, е во рамки на проектот што се реализира со финансиска поддршка од над $254,000 од амбасадата на Соединетите Американски држави, преку грант од Амбасадорскиот фонд за заштита на културно наследство. Реставрацијата на споменикот беше најавена кон крајот на август минатата година, кога во Кочани дојдоа и амбасадорката на Соединетите Американски држави Кейт Мари Брнс и министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Овој споменик, кој се нарекува и тврдина или храм на слободата од авторите Глигор Чемерски и Радован Рагеновиќ, за поновата македонска уметност е од огромно значење, зашто по својата уметничка вредност во времето во кое е создаден, им пркосел на тогашните европски норми за меморијална и монументална форма и важи за еден исчекор кон освојување на архитектонско-уметничката слобода во светски рамки. Мозаичниот приказ на академик Чемерски, кој храбро се издига над Кочани, со грантот од Амбасадорскиот фонд на САД ќе биде обновен, реставриран, реконструиран за повторно да стане вистински репрезент на традицијата, сегашноста и иднината што се вкаени во неговата безвремена идеја и изведба. Според предвидените градежни работи во техничката спецификација на проектот, ќе се санира оштетената бетонска подлога, ќе се демонтираат и заменат подните облоги од мермер и травертин, а ќе се поправаат и оштетувањата на амфитеатралните и на пристапните скали со тераса и сценски партер. Исто така ќе се изврши санација на оштетените вертикални ѕидни површини со чистење и пескарење на бетонските ѕидни платна и заштита од атмосферски влијанија. Со јавната набавка за овие активности планирани се над 8.200.000 денари, а целта е да се подобри севкупната физичка состојба на споменикот на слободата, како и да се вратат неговите суштински вредности и уметничкиот израз. Проектот опфаќа и конзерваторско-реставраторски работи на мозаичките фризови на споменикот, како заштитено недвижно добро, а за што ќе има одделна јавна набавка. Пријавувањето на заинтересираните изведувачи за конзервација, реставрација и санација на архитектурата и за партерно уредување на споменикот е до 7 јули. Рокот за комплетирање на работите е 6 месеци.